Драги мои, здраво, кроце, тераме некако, малку краул, малку леđено, малку овака, малку онака. Позади спална соба со убав поглед. Не знам дали се гледа, има маче на креветот. Сакате едно маченце да погалите? Еве го овде. Мајце. Да, јас сум мачкар, сум и кучкар. Само со кучиња ми беше потешко. Ја чував едно куче во животот, се викаше Берто, 17 години беше со мене, од мало го изгледав и после него не можев. Не, како да сум изгубил дете. Не можам да ви опишам. Се заколнав дека пред крајот на животот ќе земам едно куче, да ме тера малку повеќе да шетам, кога нема да можам на велосипед да идам. За сега сум со мачки, затоа што мачката ми е некако така малце поженствена, поагресивна, те тера повеќе да се трудиш околу неа ако сакаш да дадеш или да примиш љубов, што не ми е поразлично ништо ни со мојата сакале. Така да е интересна е таа интеракција и згора што енергијата која имаат мачките и кучињата е сосема спротивна. Например, во куќа, ако видите куче да спие на некое место, тоа куче има сензибилитет да ги чувствува позитивните места во куќата. Не зборам позитивни, како позитивни јони и така натаму, баш она позитивно, кое прави убаво чувство и така натаму. Затоа обично знаат да ви седнат на вашето место, на вашата фотелја, која убаво сте си ја подесиле, и така натаму, и ја крадат таа енергија, ја впиваат таа енергија. Мачка, од друга страна, она знае да легне каде што е негативна енергија. А негативна енергија, например, кај наше тело, сум приметил, на глава, кај плексус или кај нозе, во станот, на некои си чудни места. И тие се места каде што мачка обично сака да одспие, обично се места кои се негативни. Но што прави мачката? Мачката, например, ако спие на некое место и ти си викаш, овде не треба да седам. Не. Мачката ги абсорбира и ја преиначува таа негативна енергија. Многу бина нели таа мистичност што и египтјаните ја почувствувале кај мачките. Мачката се храни со негативна енергија, но ја преиначува, она не станува негативна. За негативност треба свест, они немаат, они делуваат инстинктивно, како што Господ ги направил. Но, за мене идеална ситуација во една куќа да имаш и куче и мачка. И стариот мој убаво ме поучен од неговиот дедо и прадедо. Во куќа, кај што нема мачка, не преспивај. Во куќа кај што нема куче, ќе бидеш заштитен од крадци. Но од мачка, но куќа, кај што има мачка, ќе те заштити змии, шкорпии, скакулци, пајаци, бубашваби, глувци, тарантули, секакви си богомолки и така натаму. Сето тоа тамани. Не постои поразнолико суштество од мачката кое толку мали ситни предатори ги тамани и ја штити куќата. Кучето едноставно нема инстинкт, он може да те заштити од, да речеме, од крадец, нели, од човек или од друго куче. Но мачката за мене е клучна. Многу пати се сеќам во едно село со мачката пред да легнам, шкорпион под перницата. Го фати. Како го осети? Дали тоа шушнало, а оние имаат... Го изеде како чипс. Неверојатно. Плюс тоа,
интересна работа, мачка може да се носи со секоја змија. Зошто? Затоа што мачката има за 0,1 побрз рефлекс од било која змија. Значи, ако стои мачка и стои змија, змијата кога ја напаѓа, она има 0,8, да речеме, секунди на напад. Кај мачката е 0,7, што значи, или извини ако ги изгреши бројките. Како и да е, за тој промил мачката сепак успева да ја избегне змијата. Сепак поголеми змии и така натаму, тоа па кокошките бркаат работа. Ако не сте знаеле, ако ви дојде, има врста на кокошки кои исто така даваат убави јајца. Ова сум го видел, знаеш кој го имаше? Председателот Иванов во неговата куќа на Водно, каде што кога беше председател престојуваше, спиеше, не зборам за резиденцијата, туку нели кај резиденцијата уште малце неколку десетина метри погоре има куќа каде што председателот спие и таму е незаштитен. Но и обично во дворот имаат чувашар, планинец и така натаму, иако е обезбедено. Но најголем проблем ми кажуваше дека се змиите се спуштаат од Водно, некогаш суво, некогаш ладно, некогаш топло, некогаш ладно, како и да е. И куче и мачка не секогаш можат да изреагираат. И имаше донесено, мислам сето тоа и службено и така натаму, специјална врста на кокошки кои кога ќе видат змија, кокошките доаѓаат, ја обиколуваат и почнуваат сите одеднаш да ја колваат. Мислам дека народот тоа го знае. И мислам дека има не се подготвував за ова. Еве, например. Еве, меѓу кокошки ке пушти змија. Змијата е мртва, нели, ама чисто како кокошките не се плашат, доаѓаат околу неа и почнуваат да ја колваат. Не се подготвив, не знаев дека и ова ќе го спомнам денеска во емисија. Но гледате ги кокошките, ја грабна, ја растегна, ќе ја направат попара. Значи, змијата може да касне една кокошка, но затоа 20 кокошки кои ќе те заколваат, па нема на крај да излезеш лесно. Како што гледате. Не, кој би помислил кокошка, а да не најдам кокошки против мечка? И тоа успеав да го видам и не ми се веруваше. Еве една камера, ноќна, доаѓа до кокошарникот, предпоставам сака да украде јајца или некоја кокошка. Не е ова тоа видео. Имаше како да, она јаде, ама не можам да го најдам. Многу беше смешно, штета. Не се подготвував, ви велам, импровизирам во моментот, ќе ми треба малце, очигледно малце повеќе време. Каде една помала мечка, не мече, ама не ни мечка, најголема, бегаа куп кокошки трчаат по нејзе, ја бркаат. Лут е светов. А да тек со мачките и крокодили сте виделе? Кул. Око не и трепне. Имаше една
каде што излегува крокодилот, доаѓа до мачката, мачката го удира и тој почне да бега. А иначе, кога збориме за големите мачки, па да не збориме јагуар и крокодил. Јагуарот е една од највеличенствените мачки според мене. Знам, многу мина, вие сте по лавовите, но јагуарот е нешто. Значи, ќе го грабне и ќе го однесе цел крокодил. Гледа, дури го нападна. И пилешко за вечера. Еј се, забегав со муабетов, не ми беше тоа целта. Целта ми е дека со мачките добро кохабитирам и моментално ја имам оваа охриѓанка дома кај мене. Патриотка, Мина, негдека колку има, 6 или 7 години веќе. Многу ми е трогателна приказната со незе. Ќерка ми ја најде како многу мала. Беше многу топол летен ден и многу и се израдував. Но кога ја донесе, едва и стоеше на нозе, се клатеше, паѓаше додека одеше и ги подготвив децата. Викам, мачево не е во ред, најверојатно ќе почине, да не се припотресувате, ве молам. Децата беа прилично кул, мачето преживеа, го крстија Мина, зошто не знам. После неколку месеци објавив нејзина слика, као радост да споделам, ето, ја имам Мина. И ми стига писмо од Охрид, за жал го изгубив контактот со човекот, каде што истото маче ми го праќа на фотографија дека било фотографирано и дека е дел. Незината мајка е Russian Blue, чистокрвна Russian Blue. Многу сладко, истите бои, истите детали ги имаше и вика, поздрав, мило ми е што е кај тебе, што ја чуваш, а мајка ми многу ја сакаше бидејќи беше највесело маче и така натаму. Добро, викам, како ете толку убаво, а неверојатно крзно. Охриѓанкава е прекрасна, дури имаше фотографија сликана на балкон негдека во стариот дел на градот и викам, како вакво прекрасно маче завршува у Скопје, у Капиштец, фрлено. Епа вика, имавме туристи изнаемени, соба, и вика на враќање едно од малите деца списка, сака маче, сака маче. Бидејќи вика, ние имавме 6-7 мачиња и нормално е некој маче да поклониш. Но не знаевме дека ќе постапат кој што ќе постапат. Имено, детето го земало мачето, го чувало во кола, го галеле, родителите како стигнале во Капиштец, го фрлиле мачето. И мачето неколку дена едноставно не научено да се снајде надвор, ни храна, ни вода, топло, само некако успеало со последни сили во скутна ќерка ми да дојде. Ќерка ми се јавува ни едно време, вика, дојди, земи ме, у 1 сат дојдов со кола, со мачето, и викам, окей, викам вака, му реков на охриѓанецот, ја многу ти благодарам, нека поминат години, ќе се сретнеме, да заборавиш и ти и јас, како новинар, да не откриам како се викале гостите, кои биле, за да немам клетва, зла мисла, оти толку многу ме здоболе, вие не знаете колку мало маче беше кога ја најдов. Драго ми е што е сега голема, има и пасош, редовно е негувана, редовно иде на медицински ветеринарни прегледи и така натаму. Имам уште една и многу ми е тешко тоа изживување врз мачки што го прават луѓе и не можам да ги разберам. За да им седи детето мирно 2 сати у кола, да се жртвува едно животиче, стварно треба да си тежок социопат. После се чудиме зошто градов ни смрди и сме у гомна. Затоа што сме гомна у душа. Ете, тоа е целата работа. Океј.
Нема врска. Не, има врска, ама ете. Добро. Да ги поздравам моите гледачи, бумери, сите што се родени 50, 60, па и 70 години. Не знам за вас, но моето станување на Сабајле поише личи на реанимација одошто будење. Добро утро, генерацијо, како сте? Земавте терапија од Сабајле? Добро. Се е време ноќна терапија. Утре Сабајле, ако станете, а ништо не ве боли, сте умреле, да не се секирате. Деки не можеш да станеш, а ништо да не те боли. Знаеш како е. Туку, ајде да ве расположам, ми се врати колегата мој. Тука си, драг колега? Да. Надвор колку Целзиусови? Беше денеска. Не знам, ама имаше баги Целзиусови, така? Ајде да видиме до кај сме со Гроздоберот. Гласно! Ајде брала мома, бело ми грозје е црно. Брала мома, бело ми грозје е црно. Ајде наполнила девет ми очи со вино. Ја не знам дали Митко ја ангажираше со врски преку бившиот председател, ама Нивес бере грозје како да е таму родена, а тек како го јаде. Добро ли беше, колеги? Да, знам шо ве радува вас. Океј. Нема да ви се верува што сум. Дали сте го гледале филмот Peacemaker или Миротворец со Џорџ Клуни и Никол Кидман, кој крајот на 90-тите беше сниман во Македонија? Да. Има таму едно дете кој е снимено, чисто онака, може би ќе го дзирнете пак, филмот го има по торенти сегде, а и иако го имам гледано и во кино и го имам гледано и нели на убава копија, ми поминувало ова. Но слушнете го Валдера Music TikTok акаунтот, наш човек кој убаво приметил она што нам ни пребегнало пред очи. Луѓе мои, нема да ви се верува што сум нашол. Гледајте го ова видео до крај. За сите ви што го сакате, то ше пројки. Значи, овој филм се вика The Peacemaker и е со Џорџ Клуни и со Никол Кидман. Се, внимавајте убаво. Еве го почетокот на филмот, чекај само да зголемам. Опа, што се деси? Пази го овој почетокот на филмот. Кој е овој дечко овде десно у ќошо чопе, а? Океј, еве ви таман добра препорака за едно филмче, бидејќи бумерите тешко дека некои нови филмови се разбираат у Чак Норис и слично. Peacemaker у тој стил е правен. Лош филм, ама ете, снимен во Македонија, снимен кај Деварско езеро, сцени во Македонија, тогаш продуцентот дојде. Македонија имаше добра шанса да стане добра мека за снимање филмови, но дојде СДС на власт, направивте Охридски договор и почна да ви тече мет и млеко. Како и да е. Океј. Инаку, после подолго време, одлучив да ставам зелка. Нели, да направам расол, купус, кисела зелка. Многумина тоа го прават, многумина не го прават. Порано беше задолжително во секој дом.
ја повеќе децении не го правам и заради обврските и заради тоа што можев да купувам од едно од друго место, но неколку работи имав научено и од татко ми и од мајка ми. Татко ми често пати знаеше долго време на пат да иде и одеднаш ќе се јавеше во некое време или невреме, зависно од годината, и ќе речеше на мајка ми: за да утре доаѓам, сакам сарма. Бидејќи, ајде да речам, беше тоа можеби мај месец или септември, октомври, Зелка немаше, а и уште помалце да се купи било каде, па дури ни на пазар не се продаваше како и минатава деценија. Но мајка ми правеше следново. Купуваше една голема зелка, ја чистеше, ставаше сол, малку оцет и ја ставаше во кофа и ја преливаше со врела вода, зовриена вода, 100 степена, онака како вријаке, и ја покриваше. За 2-3 дена или недела дена, не ме прашајте сега, ама многу брзо, зелката веќе беше стасана и на вкус многу наликуваше на класичната онаа од лежан. Секако дека тоа не е така здрава како расолницата, но ете, за мерак на татко ми ќе му направеше таква една сарма или подворок или што и да е. Со годините многу работи едноставно организмот откажува, лековите стануваат неефикасни и потребно е се повеќе и повеќе навраќање на здрава храна. Инаку, да ви кажам, вратиме у студио, моментов. Знаете дека ви правев пренос Трамп во кај Кинг Чарлс, како беше пречекан и така натаму, зборев малку за Британската империја. Најголемата империја во светот е на сите времиња е Британската империја, никој не можел да се мери со неа. И тоа е единствена империја во која никогаш сонцето не заоѓало. Значи, низините колонии биле од едната до другата страна на земјата и така натаму. За да завладеат со скоро целиот познат свет на планетава наша, требало морнарица. Што била подобра морнарицата британска од шпанска, италијанска, француска или египетска или индиска и така натаму? Го откриле расолот. Имено, подолго време на море, главен проблем е витамин С. Витамин С немаш у храна која може да издржи повеќе од месец ден. Значи, немаш шанси. Лимони да цедиш, колку ќе ти издржи лимонадата. Невозможно било во тие години. Но, го откриле расолот, откриле зелка. И нивните бродови, воени и трговски, биле преполни со каци со зелка. Затоа морнарите им биле здрави, имале заби, немале гушавост и едноставно не умирале од скорбут гушавост. Прирепај, мој кекс. Скорбут, тоа е болест од недостаток на витамин С. Подобро камен у бубрек, земајте витамин С, било каков облик, од што да имате недостаток. Значи, Британската империја владеела заради морињата и морнарицата, а морнарицата секогаш била подобра токму заради киселата зелка. Ставите вие каци со зелка, со месеци може тоа да ви трае, бидејќи стварно нема ништо поедноставно. Земеш зелка, исчисти го кочано, стави сол, затвори го и така натаму. И скоро нема континент каде што зелка не можеш да набавиш и да продолжиш со истражувањата и така натаму и со патувањата или освојувањата. Процентот на канцер кај народите кои конзумирале расол и зелка бил исклучително низок, но не се поврзувал некаква, да речам, нема. Но современите истражувања и статистики покажуваат дека расолницата, значи, кога ферментира зелката сол, вода и зелка, ништо друго. Зелката испушта огромна количина
на витамин С и на микро и макроелементи кои толку полно делуваат на човечкиот организам, тоа е неверојатно. Знаете дека нашите стари после Нова година се трезнеа со расолница. Викаа сол и вода. Луѓе, значи не е само сол и вода. Точно е, сол и вода, не ти треба кафе. Написе, земи една лажица сол, написе вода и ќе ти се отворат очи. Точно. Но, содржината на витамини, минерали и пред се, сега ми побегна зборот. Нема да продолжам дори не ми текне. Ова ти е блокада. Пробиотик. Значи, fucking биотик. Тоа е антибиотик, кој не е антибиотик, но кога го конзумираш, почнува да делува како антибиотик во твојот желудник. И прво ти ја средува цревната флора, а потоа и здравието. Денеска, бидејќи мислите дека знаете да се храните, нели, со кифлици, со скаричка, со ова, со она, не знаете, затоа што немате во исхраната пробиотици. За пробиотик, тоа е посебна приказна. Треба многу сирова исхрана заради ензимите. Но, бидејќи сирова храна не конзумираме, најдобра сирова исхрана е зелката. Не е вриена, не е термички обработена, туку е процес хемиски кој создава енормна количина на лекови. Буквално така ќе кажам. Меѓу останатото делува антивоспалително, антиинфламаторно, расолницата или зелката, како и да ја јадеш. Нели, или самите листови, или течноста да ја пиеш, средува желудник, средува цревна флора, но и организмот го регенерира. Тука немој да имате сомнеш. Но за да имате добра расолница, треба прво убава, добра, здрава, органска зелка да одберете и да најдете. Тоа е многу тешко, но дури и таква е подобра од што никаква. Добро е пред да ја користите, да ја искиснете убаво, малку оние пестициди ако има и така натаму да излезе, и да користите, ова ми е останато од татко ми, крупна морска сол. Потрудете се, платете поскапа, користете ја по мене. Порано ние имавме од Јадран, сега нема таква, не тузланска, не камена, користете ја грчката крупна сол. Грците се уште произведуваат добра квалитетна морска сол. За другите не знам. Не хималајски, не бамбури, дндори и така натаму. Морска крупна сол. Се чисти кочанот, се полни и се реди во кацата. Вода. Едно што ми остави татко ми, вода може да ставите од скопски водос. Скопската Рашче е прекрасна вода. Има многу бигор, тоа нема многу врска, има многу хлор, знае да го измени вкусот, но хлорот и знае да испари. Ја сега искрено се мислам да отидам кај Митко Јанчев у Кожувчанка и од таму да си земам, нема да отидам, ама многу ја думам изворска. Бидејќи, знаеш како, вода дали ти се допаѓа, пробај. Ако ти е убава на јазик, на грло, ако ти дава убав филинг, тоа е добра вода. Ако ти дава, тоа е мојот начин. Не викам дека е исправен. И нема врска со тоа, со дали има бигор или нема бигор, или има ова или има она. Пробај на вкусот. Ако тебе ти годи, тогаш уште е подобро. Ја, например, сум готвел грав со изворска вода на Кожувчанка. Луѓе, гравот
со скопска вода и гравот со оваа купечка вода, огромна е разликата. Мислам, стварно е, барем 20-30% е разликата. Знам, луѓето се сиромашни, не даваат пари, мора да се штедат пари за ракија и кој сега ќе дава тука за граф. Ама направите еднаш граф со овие води, друга приказна е. Бидејќи прво од извори, чисти извори, контролирани извори се и поминуваат процес на стерилизација со сончева светлина, ултравиолетови зраци. Нема ништо подобро и поздраво од тоа. Така што на тој начин после известно време, нели, почнувате оне да ја веете, јувата се создава, па да не се создаде скрама, тоа се габи. За да не се создаде габи, треба да циркулира, она почнува да испушта и CO2, испушта и не знам колку време треба. Татко ми, бидејќи беше голем љубител на алкохолот, за регенерација на крвниот дроб и целиот организам да го издржи, тако беше лајфстајлот, бидејќи беше динамичен, патник, многу работеше и алкохолот му беше некаква утеха, повеќе беше социјализација, ама, нели, те деградира. Користеше многу расол, сакаше да пие, зелка, луѓе му носеа, ќе му донесе виски, абе вика виски ќе си купам, расол донеси ми. И кога ќе ставеше, знаеше да направи две работи, понекогаш експериментираше. Знаеше да стави малку корен од рен. Зошто? Ренот испушта една блага, мислам малку рен. Ренот е љут, но таа љутина не е како она проклетија македонска пиперка, феферонка, која те гори овдека, како елиен да ти плюкнал у фаца, она тешка киселина, туку онака како ти ги отвара синусите. Но тоа многу благо и со она режење, ако успеаше да ја погоди со режење, беше прекрасна. И имаше, сакаше многу да биде розова. Како се добива розова? Епа, кога немаше да најде розова зелка, например, обично знаеше 10 главици ќе ги земе класична зелка, голема, па ќе земе една главица на црвена зелка која испушташе малце и боја. Ако не можеше да најде таа година, оти имаше години кога на пазар не можеше да се најде црвена зелка. Немаше таква понуда како што има денеска. Што се најде, тоа е што е. Се знаеше, партијата ќе ти одлучи дали зелена или црвена ќе јадеш годинава. Не се. Знаеше да стави излупено парче цвекло. И сето тоа како да го збогатува. Но, да се разбереме. Класика е класика, зелка, сол и вода. Може и со чешмувача, но изворска вода е многу подобра. Не, ова не е моја слика, но земав една помала каца, еве ја сега кај мене позади. Ќе се потрудам малце да побарам квалитетна сол. Најверојатно ќе замолам, или јас ќе отидам на некој шопинг до Солун, до Грција, или ќе замолам некој пријател, онака една убава, најчиста сол што може. Зошто? Значи, ја ова нема да го правам за да виткам сарми или да ја малтретирам жена ми, да ми прави подварок, ово, сигурно ќе направиме една за, да речеме, за Божик или нешто така, не претеруваме во тоа, но мене ми е потребно да конзумирам зелка и да пијам расолница. Затоа што здравствените проблеми со годините нема здрав човек. Има човек што е после 60 година, има човек вика, ништо не пијам, јас здрав сум, нема лекови. Не си здрав. Организмот тоне. Но сето тоа кое води кон нешто утре, можеш да го одложиш на едноставен начин со тоа што ќе му даваш позитивна храна, прехрана која му годи на организмот. Верувајте, дека не постои ништо каков лук, какви броколи, све е тоа убаво и прекрасно. Ова е чудото. Ни маџуни, ни мед, ништо не ви признавам. Ни пчелин отров.
ова е чудото на цивилизација. Ова ви е од Господ пратено. Не постои ништо подобро и за деца. А сега кога ќе почне загадувањето, тоа и веќе е почнато, кога ќе почнат зимските денови, од ова поздраво нема. Нормално, нели, можеш извади една главица, прешечи ја на 4, стави малку црвен пипер, ете ти прекрасна салата и така натаму. Но ја немам намера ова да ми биде за гастрономија, туку за леки ќе го направам максимално што може поздраво и подобро. А ако ми се покаже дека сум способен на време да го извеам, на време да го направам, до година и цел бойлер ќе направам. И така натаму. Како и да е, поентата е дека иако можете да купите по маркети, иако можете и на пазар да купите, не можам, нигде не можам да бидам сигурен дека тоа е навистина одлежана зелка, одлежан куп. Значи, бидејќи има толку голема побарувачка. Прво, овие што се фабрики кои го прават, некои го прават и многу убаво, онака исецкан, некој као пола главица, некој цела главица, но ако погледнете, има химикалии користат. Значи, адитиви се ставаат, кој мора по закон да ги стави, за да не се расипе. Инаку зелка вакуумира, таа нема што да се расипе. Што е расипана зелка, скиселена зелка? Сол? Ние тоа го правиме. Но, ако немате можност да го правите ова, живеете во скапи станови, купени за 2-3 евра и така натаму, и стварно, нели, политички е некоректно да имате зелка во станот, оти стварно корне. Дури тој што ја сака, мириса навистина непријатно таа кој ќе се. Но, што можете да си помогнете? Имено, ако земете оние Jack LaLanne соковници, кај што може да се стави цела јаболко. Земете свежа зелка и пуштете ја. Соковници каде што ставате јаболки, крушки, такви некои, да речам, овошја, кои после се цеди сок. Сокот исцеден од свежа зелка е толку потентен, моќен, силен, да го даваат дури и современи лекари во борба против хеликобактер, гастритис и многу слични булшити. Помага да се регулира столицата, помага да се регулира онаа хистерична глад и така натаму, а да не зборам за количината на витамини. Значи, единствено што ми е мака, ја го имам купено од овие Topshop. Го имам соковникот Jack LaLanne. И тоа морам да признам, еве го, истиот. Еве го. Само еднаш му сменив, го имам 20 години. Ретко го користам, треба почесто, затоа што позади овдека во пластичното ја фрла пулпата. Таа пулпа, искрено да ви кажам, тоа е испасирана зелка, а од овдека однапред тече сок од зелка. Сок од зелка, 2 децилитри да исцедиш, треба скоро цела главица зелка да направиш, и после тоа така е улепено, да го исчистиш е стварно жива мака. Да го пиеш сокот од свежа зелка, тоа е исто жива мака. 20 пие, смрди, корне и така натаму. Ама здравствените бенефити за една недела препородени сте. Ова е стар рецепт. Ова е рецепт од прадедовци. И благодарејќи на овие соковници, денеска е многу поедноставно да исцедиш сок од свежа зелка во денови кога немаш кисела зелка, која е исклучително. Така да сокот од свежа зелка е ненормална работа. Сега што правив со пулпата? Пулпата ми беше посебно. Марче, тебе ќе ти се допадне. Знаеш дека кога јадеш гравче, тапче гравче или грав, нема подобра салата од зелка. За да направиш добра салата зелка,
не може под недела дена. Како? Значи, прво треба да ја сецкаш и тоа онака влакно. Може би е подобро оние сецковци пластични на најтенко или на рендето од страна оние две и да сецкаш стварно. И кога ќе исечеш, пак е крупна, пак се крши. Татко ми правеше вака, ќе ја сецка, ама ќе фатеше 2 сати една главица сецкаше. Сецка, ќе ја направи како влакне. Па ќе ја стави во сад, ќе ја посоли со крупна сол, тоа му беше, значи, зелка и крупна сол морска, закон, и ќе ја искрши со раце. Ќе изгмечи, ќе стави оцет и масло и ќе ја поклопи. И така ќе остави неколку дена. Сте јаделе по овие кебапчилници, тапче, гравче, зелка кој ќе ви донесе? И се чудиш, абе, како оваа зелка? Прашај го. Зелката му е направена, му стои една каца, ја исекол пред недела дена, жените, готвачките му исекле, го направиле и тоа. И таа што седи притисната и со камен и така натаму, ја омекнува зелката, пушта сок и ти која јадеше вкусна. И сецка ја одма и земи јаде. Не е тоа. Добро. Гастрономија и здравје. Па знаете што? Немало лекови. Преку храната сме се лечеле. Например, хигиената на забите. Дали знаете како се одржувало? Немало четки за заби, немало пасти за заби. Имало само гребалки за јазикот. Значи, тоа било битно на јазикот да не се налепува скрама и со тоа. Но како забите се чистеле? Зелено кисело јаболко. А зелено кисело јаболко е нешто што можеш да го имаш преку цела година. Пошто има доволно благост, но има убава таа јаболчна киселина која раствора и едноставно го чисти издивот, ги чисти и забите и сум го видел тоа кај наши по рурални средини каде што нема ни продавници, нити снабдено, зборам за 60-70 години, едноставно станува од сабајле и јаболкото. И пред ракијата, и пред кафето, и пред цигарата, и јаболкото. Добро. Да видам што правите вие, бе? Што прави народов, бе, другар? Добри се, луѓево? Да не има некој проблем? Леле, каква штама ми е. Обично знаат да ме трола, ама горе ми е смена има. Дојде ни се руски гардисти да ја реализираат емисијава, све е дисциплина, кичме, никој ни да писне. Чекај коментари. Анета Базне, има и во големи стаклени садови морска сол во сите маркети низ Грција. Добро, да не е само за бањење. И мојот татко ми даваше расол да пивнам уште како деца кога бевме. Алал да му е. Мачињата се почисти од нас. Анета Баздаловска. Ај само да се вратам за мачките. Мачка, кога се лиже, има во плунката антисептик. И мачката, кога се лиже, не се само чисти, него тргнува, туку се дезинфицира. Ако мачката доволно те сака да те лизне тебе, а јазикот ти е како шмиргличе, тоа затоа што кога пие мора да поткачи вода. Ево ти, ако е мазен, тешко иде. Кај кучињата е мазен, ама го прави како чашка, така и пие. Кај мачките е друга приказна. Да. Затоа се генерално чисти и затоа ги им дозволувам во кревет да бидат со мене. Куче да е у кревет со мене, треба да го избањам, бидејќи се поти, не знае така само хигиена да прави како што мачката прави. Еве една небулоза, малце да се подразмислите у какво општество живееме. Читајте го насловов. Океј. Ја неќам да карикирам и да правам хумор од трагедија. Но тешка сообраќајна, врати го кадарот, тешка сообраќајна незгода, возачи со патничка повредени при удар во пешак.
Нека стои за да се подзамислиме дали ќе ви кликне, нели, а потоа ќе гледаме дали сме психопатологија или малце логика во нера. Добро бе, а пешакот? Кој го врти, а? Толку, нема коментар више на темава. Така. Доста зборевме за здрави работи, идеме за нездраво. У мое време, кога бев дете, немаше фанта. Дури немаше ни јупи. Јупи после излезе. Толку сум стар. И пред јупито имавме вакво јупи. Evet, Üsküp'te burada limonata içeceğiz. Hadi bakalım, eski limonatacı. Hazırlayır mısınız? Sodayla. Soda ile beraber yapayım limonatayı. Son limonatacı yok artık. En son limonatacı Üsküp'te, başka yok şu anda. Evet. Bu da babanın adı neydi? Recep Nerezli. Recep Nerezli. Cemal Beş kardeş bilir bunu ya. Така наречена клакер сода, Скопје беше преполно, а и Македонија. Со овие продавници кои имаа сода и мешаа сируп, обично сирупот беше боровинка, портокал и нормално најубавото што го сакавме беше мешана од двете. Тоа беше сируп, шекер и сода и тоа беше првите газирани пијалоци. Денеска ги нема во Скопје. Не можеш ни сода, па дома да си направиш, што се вика, мораш со кисела вода, ама кисела вода е прилично со минерали, да е здраво, ама е, нели, содата има по-неутрален вкус и самиот сок е повкусен. Најдов една сцена од филмот за Александар Македонски, која не знам зошто ми пребегала. Ти, будало, no Greek can kill me. You fool! No Greek can kill me. I am no Greek, ти еба мајката. Таков е преводот. Аз се извинувам заради експлицитост. Уште еднаш да ве поздрави Мина. Добри сте? Така, бидете добри. Иначе тешко вас ќе биде. Уште една носталгија миналета. Драги мои, овие ги имав ја 100 години. Прво, и кај баба ми, и кај дедо ми, и кај мајка ми. Никогаш не ми текна дека бугарите ги произведува и нашите ги купуваа од Бугарија. Па, кога објавив зова, навистина експлодира мојата објава со стотици коментари, лајкови и така натаму, а некои тврдат дека ги имаат неоштетени. Да не ти се веруваат дека вакво нешто. Океј. Драги мои, знаете дека пред 10 дена беше убиен еден млад човек затоа што не размислувал како Сорос, либералните демократи, социјалдемократи и едноставно се противеше на перверзијата и го бранеше Божиот збор. Беше убиен со куршум во врат на лице место, 31 годишен, христијанин, Чарли Кърк, татко на 2 деца, човек кој никогаш не бил на функција, кој немал никаква извршна власт, кој едноставно зборел, никогаш не повикал на омраза, никогаш не повикал на протест, но дебатирал со противниците и најмногу го мразеа на свет, повеќе дури и од Трамп, само затоа што секогаш победуваше во дебатите. Неговите аргументи беа безпрекорни. Затоа и беше убиен. Пред некој ден имаше комеморација во Аризона, сеќавање за Чарли Кърк, роден 93-та, убиен 25-та, на кое се појави неговата сопруга, вдовицата, која изговори многу моćни и многу тешки, но божествени и по моје согледување православни зборови. И мислам дека имате
доволно општа култура да знаете што изговори оваа жена пред камери, пред милиони гледачи, пред скоро 100.000 посетители. Ја прв пат кога го гледав, мене ме расплака. Father, forgive them, for they not know what they do. That man, that young man, I forgive him. Она се расплака, цела публика исто се расолзи. И не знам дали сте го почувствувале, да на крвникот му простите. За жал, емисијава ќе ми отиде сега во друг правец, затоа што ми дојде сеќавање кој ми се случи пред 15 години. Спремија шпицата, не знам дали ќе успеам и да го завршам, а после ова не знам ни дали ќе можем да ја продолжам. Сигурно нема да можем. Зашто се работи? Во малото, во центар каде што живеам, ке физкултурно, тоа мало сум, се уште таму, улица 50-та дивизија, Железничка. Имавме неколку локални, беше многу нормално во време на социјализмот, на тој малски живот, златно доба. Постари, кои не знаејќи што да прават, а чувствувајќи ја силата физичка која имаат врз нас помалите деца, се изживуваа на разни начини. Тепање, клоцење. Бидејќи не беше само врз мене, мислев дека тоа е животот, дека е нешто нормално да јадеш чотек, да те тепаат, да бидеш злоставуван. Дури не го размислуваш. Локалниот насилник што го имавме, кој беше комшија мој, еднаш не фати во дворот нас 10 деца, не смеете да писнете, ние си игравме во песокот таму, нели онаш каде што е за доскок, дојде не фати, почна да се изживљава и нема да ви се верува, ама ова што го збораме жива вистина, ова го напишав во Премин, црковното списание, како јавна исповест. Не грабна нас деца, не знам кој беше другиот со него, не ни дозволуваше да побегнеме, не ставаше преку колено, не беше сексуално злоставување, туку беше мазохистичко изживување. И со бонсек ни праваше за сесот, ни го сецкаше грбот. Значи, овој дел од грбот, вака, буквално. Вриштевме, пиштевме, среќа се изживуваше само толку малку, не направи длабоки повреди, но имав баги прорези од бонсекот, и јас и други деца. Ужасно искуство, го памтам и денеска.
И не можам да ви опишам дека имав и страф и омраза, затоа што органски не поднесувам насилници, а не можев да го одбегнам затоа што бевме соседи. Не плачам, ме печат очите. Дојдов дома и на ручек татко ми гледа, шо ти е? Ништо. Шо ти е? Ништо. А мене ме боли грбот, ме болат раните. Имав мајца само облечена. Не знам како испаднам, мал бев. Значи, стварно не знам. Ни годините. Ми ја крена мајцата, која го виде, знам дека се стаписа. Излезе надвор, претрча преку улицата кај комшијата. Не отиде у полиција, немаше, тогаш полиција не реагираше. Каква милиција, бе? Тоа можеш, не мислите за златните времиња. И му врза шамар. Неговата мајка, он живееше со мајка и со сестри, пиштеа, вриштеа, рипнаа на татко ми да го бранат него. Нему му потече крв од носот. Ја во тој момент не почувствував искрено ништо. Не бев среќен дека татко ми ме заштитил затоа што веќе бев повреден. Насилството од татко ми не го осудив, ама непријатно беше. А за христијанство и за простување не знае. Татко ми поставил како што сметал во тоа време и ја цел живот му го памтам како акт на љубов и одбрана на своето дете. Знам дека многумина од вас тоа би го одобриле. Поминаа многу децени, можеби 3, татко ми почина. Комшијата остана во таа трошна куќа, мизерен живот, затоа што гледаш, ништо не му тргна у животот, не успеа да се ожени, деца немаше, работа немаше, ќе отиде, ќе го отпуштат. Кој знае зошто? Никогаш не го ни знаев ни неговото право име, туку по прекарот. Нема да го кажам. Еден ден гледам пред неговата куќа и извади пред едно 15 години, може би повеќе. Извади фрижидер со сладоледи да продава. Во меѓувреме мене ми тргна, ја бев задоволен, но бев и во црковен, се повеќе учев за љубовта, за проштевањето. И го гледав како виснат, постар од мене, седи, ретко кој му купуваше. Кога ќе поминев покрај него, едноставно гледаше во земја. Предпоставувам дека си ја знаеше маката. Никогаш после тоа не се обиде ни да ми прозбори, ни да ми се приближи. Не верувам дека е некаков страф, едноставно мислам дека јас сакам да верувам дека се свести за тоа што му се случи. И што направил? И шамарот од татко ми дека кој не беше толку крвнички колку може би беше воспитен. Оти не го удри со бокс, не замавна со секира, не извади пиштол. Шамар. Јас со колата се паркирам
излегуваат децата мои, имавме голема набавка, јас земав плата и вадиме 10, 20 кеси, онака преполни, децата разджагорени, сопругата. Знаеш, она среќа ти донесео кога имаш, да си го наполниш фрижидерот, сме купили играчка, сме купиле некоја облека, преполно. И додека, ете, мене ми тргнало тогаш во тој момент. И го гледам од страна. Седеше мизерен, немаше ни злобен поглед, ни љубомора. Јас застанав со кесите, пред да влезам во куќа, и реков на сопругата, почекам, викам, ќе земам сладолед. Не знам дали она знаеше за целата ситуација. Отидов, преминов улица, не му прозборев ништо и му реков, дај ми 5 сладоледа овие, дај ми 10 сладоледа од овие, дај ми ова. Значи, промет како што со месеци заедно немал никој. Едноставно, ја не знам што правев. Сите пари ги извадив што ги имав и купував сладолед. Сопругата негова излезе, ставаше во кеси, радосни, прекрасни. А он застана, ме погледна тогаш и само ми рече: Јанко, месец дена после тоа почина. Јас со сладоледите, сопругата и текна, што е, се гушнавме пред куќа. Знаеш, да, она знаеше што се случувало, ми го разбра чинот, разбра што се случи. Се гушнавме јас и сопругата, јас се расплакав. Децата дојдоа се гушна. А ја ја напишав колумната, во која напишав дека побарав, дека му простив, но може би не беше изговорено, повеќе беше со гести, со дело, но дека и побарав прочка од него, зашто порано, а минаа децени, не можевме да ги надминеме собствените гревови. Он своите и ја моите. И покрај тоа, што бев физички малтретиран од него, ја и ден денес немам лоша мисла, го спомнувам во молитви, иако барам од Бог да ми прости, бидејќи неговото име не го знам право. Но и ја не можам да се споредам со сопругата на Чарли Кърк, која изгуби сопруг, а незините деца татко. Неспоредливо е. Незиниот чин, колку и да е театар, колку и да е спектакл, е изговорено, му простувам. Законот нема да му прости. Но јас видов жена која е спасена, која се просветли, која прозрачи со благодатна енергија, само од зборовите што ги употреби. О Боже, колку е тешко да го мразиш крвникот. Колку е тешко, уште потешко да му простиш. Бидејќи да мразиш
да чувствуваш лутина, дури и праведна кон некого, и исто како да си земал, да и пиеш отров, бидејќи омразата е отров, и таа е во тебе. Ти го мразиш него, но ти имаш омраза во себе спрема него. Ама праведна ми е, така е. Ама омразата е во тебе. Тој отров ќе те уништи. И духовно, и физички, и психички. Ја не сум нешто добар човек. Не сум подобар. Јас само му благодарам на Господ што у моменти се добро што сум направил од него е. Се лошо од мене. Ја не знам да бидам добар. Ама затоа молам он да ме води. Затоа што многу ми е полесно да направам греф од што добро дело. И секогаш кога нешто добро, ако има нешто добро од мене, тоа ви е од него. Колку е животот едноставен и колку е комплициран. Колку е лесно да замразиш, колку е тешко да простиш и надминеш. Тоа беше се за вечерва. Лека ноќ и пријатно.